Добре дојдовте во овој преглед каде што ќе разгледаме еден навистина посебен водич. Сите ние секојдневно се среќаваме со луѓе кои размислуваат различно, нели? Епа, денес ќе зборуваме за нешто што сигурно сте го слушнале – СДВГ, односно синдромот на дефицит на внимание и хиперактивност. Без непотребно одолговлекување, ајде веднаш да нурнеме во фактите од изворниот материјал и заедно да откриеме што навистина се случува во овие искрено неверојатни умови. Виднаш на почетокот, изворот ни поставува едно супер интересно прашање. Дали СДВГ е пречка или можеби, само можеби, е скриена супермоќ? Честопати на оваа состојба се гледа како на некаков проблем или застој. Но што ако е всушност огромна предност која само чека да биде отклучена? Токму оваа промена во перспективата е буквално сршта на она што ќе го разгледуваме денес. Дел 1. Што е СДВГ? Супербрзиот мозок. Ајде на брзина да го демистифицираме овој концепт. Материјалот користи на стварно фантастична метафора за да ни го објасни ова. Замислете еден супербрз компјутер. Тој процесира информации со брзина на светлината, буквално како молња. Ете, токму така работи мозокот со СДВГ, екстремно брзо. Но, тука е финтата. Предизвикот настанува кога тој моќен суперкомпјутер треба да се фокусира на само една единствена програма, а во позадина има отворено, да рекеме, стотини прозорци одеднаш. И тука доаѓаме до најважното нешто. СДВГ апсолутно не е болест. Изворот ова многу силно и јасно го нагласува. Тоа е едноставно поинаков начин на кој мозокот работи и го сваќа светот. Тоа е целосно природен, валиден начин на постоење. И верувајте, штом ќе го сватиме овој факт, веќе сме го направиле првиот и најголем чекор кон создавање на подобра средина за овие деца. Одиме на дел 2, симптоми и причини за СДВГ. Приказната за потеклото. Да видиме како изгледа сето ова во секојдневието и од каде воопшто доаѓа. Замислете го чувството на константна, неисцрпна енергија. Изворот совршено го опишува ова чувство како да имате внатрешен мотор кој едноставно не знае да запре. Или како телото физички да бара да правите 100 работи во исто време. Тоа е една огромна енергија која континуирано бара начин да излезе на површина. Значи, кои се главните симптоми според водичот? Имаме 3 клучни работи овде. Прво, дефицит на внимание. Ама внимавајте, ова воопшто не значи дека тие немаат внимание, туку дека се преплавени со 100 мисли одеднаш. Второ е хиперактивноста. Се сеќавате на оној внатрешен мотор од пред малку? Затоа им е толку тешко да седат мирни. И трето, импулсивноста. Ова значи дејствување или зборување пред воопшто да се размисли. Сето ова директно влијае на фокусот, движењето и нивните реакции. Сега, секако дека се прашуваме зошто воопшто се случува ова, но пред да зборуваме за конкретните причини, материјалот многу топло потенцира една огромна вистина. Имањето СДВГ никогаш, ама баш никогаш не е по вина на детето. Тоа дефинитивно не е нешто што тие го бираат. Всушност, основата е чисто биолошка. Изворот објаснува дека ова е нешто што најчесто се наследува преку гените, верувале или не, исто како бојата на очите. Понекогаш влијаат и фактори за време на бременоста, но на крајот на денот се сведува на тоа дека нивниот мозок е едноставно структуриран да функционира на свој, уникатен начин. Тоа е нераскинлив дел од тоа кои се тие. Преминуваме на дел 3. Справување со предизвиците, негативците со кои се соочуваме. Да бидеме реални, навигацијата низ животот со ваков брз мозок носи вистински секојдневни пречки. Помислете на жонглирање со многу шарени топчиња. Водичот ја користи оваа слика за да ни покаже колку преоптоварувачки може да биде обидот да се контролираат сите тие брзи мисли и обврски одеднаш. Може да биде навистина исцрпувачки. И знаете што? Најважната порака овде е дека е сосема во ред ако понекогаш испуштите некој топче. Тоа им се случува на сите. Па како реално да помогнеме? Водичот нуди 3 многу практични алатки за родителите и едукаторите. Прво, структура и рутина. Јасните распореди и предвидливоста на вистина прават чуда. Второ, позитивни поттикнувања, односно едноставно наградување на добрите постапки за да се задржи мотивацијата. И трето, нешто исклучително важно – кратки паузи. На тој супербрз мозок едноставно му треба малку време да се ресетира и одмори. Дел 4. Стратегии за училиште и дома.
Градење тврдина. Ајде да видиме како овие алатки вистински се применуваат во пракса. Интересно е да се види балансот помеѓу овие две средини. На училиште фокусот е на структура, седење поблиску до наставникот, користење листи за потсетување и она најважното – храброст да се побара помош кога е тешко. Дома пак приказната е малку поинаква. Таму треба да се изгради безбедно засолниште. Тивко, организирано место со едноставни правила, каде што секој мал успех гласно ќе се слави преку отворена комуникација. Кога овие две средини ќе се спојат, тие создаваат вистинска непробојна тврдина на поддршка. И стигнуваме до дел 5. СДВГ е вистинска супермоќ, ослободување на херојот. Овде целосно го менуваме наративот од почетокот. Една од најтоплите пораки од овој материјал е токму оваа. Апсолутно никој не е сам во ова. Има цела глобална армија на луѓе со невродивергентни умови. И секако тука е тој цврст круг на поддршка од наставници, родители, лекари, сите тие се подготвени да помогнат. Ова чувство на припадност во заедница е бесценето. Значи, прашањето е кои се тие скриени супермоќи. Па ги има доста. Прво, таа огромна енергија. Кога ќе се насочи правилно, таа буквално може да придвижува планини. Потоа огромната креативност и една апсолутно незапирлива имагинација. Ова ни докажува дека со малку разбирање и трпение, секој предизвик може да се претвори во победа и да се постигнат стварно неверојатни суперхеројски работи. На крајот на денот, кога на едно дете со СДВГ ќе му ги дадете вистинските алатки и потребната поддршка, тоа веќе не се бори со пречки. Тоа станува вистински херој, подготвен да полета и да го освои светот. Неверојатно, нели? Затворајќи го овој преглед, сакам да ве оставам со една многу моќна мисла од изворот. Замислете како би се променило нашето општество доколку престанеме да гледаме на овие уникатни умови како на некаков проблем. Што ако, наместо тоа, почнеме да ја славиме невродивергентноста како вистинска супермоќ? Со вистинското разбирање, таа поширока, позитивна слика станува кристално јасна. Ви благодарам што бевте дел од овој истражување.